Зошто ни се спие додека врне дожд? Не постои потешка работа на светот од тоа да оставите топол кревет во дождливо утро. Штом дојде есента, деновите се пократки, температурите паѓаат, а капките ја создаваат најубавата приспивна песна додека паѓаат на прозорецот од спалната соба. А ако сето ова е придружено со громови, нема поубава природна приспивна песна. Ако имате проблеми со функционирањето кога врне и ако сакате да поминете дождлив ден под ќебе во сладки соништа, не грижете се, не сте сами. Истражувањата потврдија дека повеќето луѓе го имаат истиот проблем, а науката објаснува зошто ни се случува тоа. Едноставно кажано, нашите тела се во хармонија со природата. Деноноќниот ритам е така наречениот природен часовник вграден во нашиот мозок. Ги контролира биолошките процеси како што се спиењето и апетитот и тешко е да се борите со него. Луѓето имаат полошо расположение кога врне. Биологијата е полна со објаснувања зошто сме толку поспани кога врне. Например, науката постојано потврдува дека постои врска помеѓу временските услови и нашата емоционална состојба. Истражување од 2011 година потврди дека 9% од луѓето побрзо се лутат кога врне дожд, а истите животни ситуации нема да ги вознемират до тој степен во сончеви денови. Оваа ситуација е поврзана со ултравиолетовата светлина или нејзиниот недостиг. Како и повеќето живи суштества, на луѓето им е потребна светлина за да функционираат. Докажано е дека сончевата светлина го зголемува нивото на серотонин, хормонот на среќата, кој ни недостига во текот на дождливите денови. Исто така, придушеното светло ја поттикнува епифизата да произведува мелатонин, хормон што го регулира деноноќниот ритам. Кога мелатонинот се зголемува, природно сме поспани. Затоа луѓето што патат од несоница го користат овој хормон како терапија. Виновникот за нашата поспаност кога врне е влажноста. Во деновите кога дождот го прави воздухот тежок и леплив, влажноста може да биде исцрпувачка за механизмите што ги користи телото за да се олади, вели доктор Мишел Дреруб, директорка на бихевиоралната медицина за спиење во клиниката во Кливленд. Објектот што мирува останува во состојба на мирување. Ако одлучиме да гледаме Netflix затоа што врне, нема да направиме ништо за да го елиминираме чувството на поспаност, вели доктор Дреруб, а ќе бидеме уште поспани и полетаргични. Доколку секојдневните обврски ни дозволуваат да го поминеме така денот, треба да го прифатиме тоа и да уживаме во него. Како да го победите ова расположение? Доколку суште не можете да си го дозволите овој луксус, еве неколку совети кои ќе ви помогнат да го победите ваквото расположение. Кратка физичка вежба е најдобриот начин да се победи поспаноста што ја предизвикува дождот. Ако се чувствувате поспани на работа, тргнете се од работната маса, прошетајте и разговарајте со колегите. Најдобар начин е да прошетате со колега неколку минути, со разговор и кафе. На овој начин брзо и лесно ќе го искорените тешкото чувство. Поминете време надвор. Без разлика што е облачно и мрачно, светлината сепак позитивно ќе ви влијае. Излезете на тераса и одвојте неколку минути за да дишете свеж воздух. Затворена и темна соба е вашиот најголем непријател.